Цените на нафтата паднаа откако Трамп изјави дека војната со Иран ќе трае многу кратко. Ова е веста на денот, еве што има друго ново. Цените на нафтата паднаа утрово откако достигнаа 3-годишен максимум на претходната сесија, бидејќи американскиот претседател Доналд Трамп предвиде дека војната на Блискиот Исток би можела наскоро да заврши, намалувајќи ги загриженостите за продолжените прекини во глобалните испораки на нафта. Како одговор на Трамп, корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран изјави дека ќе одлучи за крајот на војната и дека Техеран нема да дозволи 1 литар нафта да се извезува од регионот доколку продолжат нападите на САД и Израел. А медиумите во Србија почнаа да објавуваат наслови од типот "Македонците ќе доаѓаат по нашиот бензин", откако регулаторната комисија ги соопшти новите цени на горивата. Известуваат дека новата малопродажна цена на бензинот Евро Супер БС 95 од полноќ е 79,5 динари за литар, Евро Супер БС 98 81,5 динари, додека литар Евро дизел ќе чини 85,50 динари. Со одлука на регулаторната Комисија за енергетика на Македонија, цените на нафтените деривати се зголемија во просек за 14,27%, со образложение дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар се зголемиле во изминатите 7 дена. Како е можно, речиси, сите бензински станици во исто време да останат без гориво? Дали станува збор за реален недостиг или за координирана манипулација на пазарот и масовна плячка на народот? Бараме итно владата да испрати инспекцијски служби и да изврши контрола кај сите нафтени компании. Недозволиво е денес да нема гориво, а од утре истото да се појави по повисоки цени. Тоа создава сериозен сомнеш дека станува збор за класична плячка врз грбот на граѓаните. Вака адвокатот Јовица Страшевски преку социјалните мрежи ја коментираше ситуацијата со наглото поскапување на горивата и редиците кои се создадоа пред бензинските пумпи. Иран започна нови напади врз земјите околу Персискиот залив, а сирените што предупредуваат за дојдовни ракети се огласија рано утрово во Дубај, Обединетите Арапски Емирати и Бахрейн. Саудитска Арабија соопшти дека уништила 2 дрона над својот богат со нафта источен регион, а Националната гарда на Кувајт соопшти дека соборила 6 дрона. Официјални лица велат дека најмалку 1230 луѓе се убиени во Иран од почетокот на војната, најмалку 397 во Либан и 11 во Израел. Вкупно 8 американски воени лица се убиени. Американската војска погодила повеќе од 5000 цели во Иран од почетокот на конфликтот на 28 февруари, соопшти Централната команда на САД. Според податоците објавени од Централната команда, во нападите биле уништени или оштетени и околу 50 ирански воени бродови. Иран денеска објави дека секоја арапска или европска земја што ќе ги протера израелските и американските амбасадори од својата територија, ќе добие неограничен премин низ Ормускиот теснец, почнувајќи од утре. Речиси 1/5 од светските резерви на нафта минуваат низ овој теснец, кој е широк околу 34 километри, што го прави клучно и високо ризично тесно грло за глобалните пазари. Американскиот претседател Доналд Трамп го предупреди Иран дека ќе биде погоден 20 пати посилно доколку Техеран го запре протокот на нафта низ Ормускиот теснец. Во објава на Truth Social, Трамп напиша дека таков потек би довел до напади кои би направиле Иран да биде, речиси, невозможно повторно да се изгради. Смрт, оган и бес ќе се струполат врз нив, објави американскиот претседател, додавајќи дека се надева ова да не се случи. При тоа, тој изјави дека не знае доволно за нападот врз иранското основно училиште,
за кој Иран тврди дека во него загинале повеќе од 160 деца, но дека е подготвен да живее со наодите од американската истрага за тој инцидент. Претходно, Трамп и неговиот руски колега Владимир Путин разговараа за војната во Иран и перспективите за мир во Украина, само неколку часа откако шефот на Кремљ предупреди дека глобалната енергетска криза ја загрозува светската економија. Подпредседателот Джей Ди Венс присуствуваше на кратка церемонија во воздухопловната база Довер во источниот дел на САД вчера, кога пристигна ковчегот со тело на 7-миот американски војник убиен во војната со Иран. Церемонијата се одржа на пистата на воздухопловната база Довер, каде што телото на војникот беше транспортирано со воен транспортен авион. Војникот, чии посмртни останки вчера беа вратени во САД, е 26-годишниот наредник Бенџамин Пенингон. Според американските власти, тој бил убиен во нападот што го започнал Иран врз Саудиска Арабија. Прва слика од балистичка ракета пресретната од НАТО над Турција. Балистичка ракета, лансирана од Иран, која влезе во турскиот воздушен простор, беше неутрализирана од елементите на воздушната и ракетната одбрана на НАТО, распоредени во источниот Медитеран. Се вели во соопштението. Во инцидентот немаше жртви или повредени. Нема да дозволиме да бидеме вовлечени во војна, рече турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган. Иран негира дека нивните ракети влегле во турскиот воздушен простор. Македонската амбасада во Обединетите Арапски Емирати излезе со известување со кое ги информира македонските државјани во Бахрейн дека в среда ќе поаѓа автобус од Бахрейн за Ријад, од каде со специјален лет ќе се вратат во земјава. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски информира дека во тек е координиран процес на евакуација на македонските државјани од повеќе земји на Блискиот Исток, кој, како што рече, се очекува да биде финализиран до крајот на оваа недела. Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова денеска ќе престојува во работна посета на Полска, каде што ќе присуствува на комеморативно одбележување на Холокаустот на македонските евреи, што ќе се одржи во меморијалниот и музејски комплекс Треблинка, на местото на некогашниот нацистички логор во Треблинка во окупирана Полска. СДС на чело со Филип Чеизаев имаат една единствена стратегија, а тоа се ширење лаги, паника и манипулации со цел да се дефокусира јавноста од неуспесите на СДС и политичкиот хаос во кој се наоѓаат, велат од владеачката ВМРО-ДПМН. Денес, скоро 4 месеци подоцна, нема ниту договори, ниту преговори, ниту пак планови за отворање мигрантски кампови во Македонија. Ова беше потврдено и од највисоките државни институции, како и од меѓународни представници, се вели утринското соопштение на владеачката партија. Уапсен е 46-годишникот Штип, кој лажно се представил како полицаец, одзел возило, предизвикал незгода и нападнал полицаец. Како што информираат од МВР, вчера околу 9 часот полициски службеници од СВР Штип во гостителски објект во Штип го лишиле од слобода БХЈ 46 годишен Штип. Тој предизвикал сообраќајна незгода удирајќи во паркирано возило на улица Маршал Тито, а потоа продолжил кон центарот на градот. Околу 8 часот и 45 минути на улицата Сутејска пресретнал жена од Штип која се движела со куче и насилно и го одзел кучето, пошто се оддалечил од местото. Во текот на ноќта, истото лице било пријавено и во уште 2 други настани, поради расправија и упатување навреди, како и за оштетување банкомат во објект. Руски дрон погоди област во близина на станбена зграда во вториот по големина град во Украина, Харков, при што беа повредени 6 лица. Скршени прозорци и запалени автомобили, изјави градоначалникот на градот. 7 лица беа повредени во уште едно руско гранатирање во југоисточниот град Днепар.
Емануел Макрон вчера го посети францускиот носач на авиони Шарл де Гол, што плови во Медитеранот, во посета со интензивна символика за време на која ја отпеа француската национална химна Марсејеза со морнарите. За крај метео, најниска температура утрово измерена во Берово -6 степени. За денеска, УХМР прогнозира сончево време со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 12 до 18 степени. Погледнавте вести, ви благодарам на довербата, повеќе содржини побарете на slobodnpečat.mk.